ставот е јасен и во секоја нормална земја треба да биде таков. Додека не заврши истрагата предводена од јавното обвинителство. Чесно е извршната власт тоа да го почитува и да не се истрчува со претходни детали кои што може да бидат дел на предистражна или истражна постапка која што ја водат истражните органи. Штом ќе даде пас јавното обвинителство и тоа го обелодени на било кој начин, ние ќе ги соопштиме и сите детали од аспект на извршната власт пред се доминантно на Министерството за внатрешни работи. И уште еднаш потенцирам, ако постои одговорност некаде, и тоа е потврдена со конкретни докази и аргументи, одговорноста ќе се понесе. Почнувајќи од мене, министер, директори, било кој сектори во Министерството за внатрешни работи или било која друга државна институција која што е под извршната власт. Тука дилеми да нема. Во демократијата и во општество во кое што владее правото, треба да ги почитуваме сите овие аспекти. Гледате дека кога зборуваме за одредени аргументи, зборуваме до доменот да не тоа влијае некако на истрагата или да не преудицира одредени аргументи на незавршена истрага. Така да во тој дел верувам дека денови се во прашање да заврши јавното обвинителство. Јас можам само да останам во надеж на очекувања, но уште еднаш тврдам, политиката и текако немало замешано прсти, ниту сакала, ниту можела, ниту требала таква работа да помогне, да овозможи или слично. Напоменувам, постоеше неверување уште од 2015 година дека некои работи се возможни, дека нема тајни договори и тоа досега се потврди. Уште еднаш потенцирам, тајни договори кои што значат избегнување на правда немало и нема да има.